Продолжуваме со емисијата, почнуваме со дебатниот дел, на линија треба да го имаме Ненад Јовановиќ, политички аналитичар, го вклучуваме директно од Кавадарци. Господине Јовановиќ, дали се слушаме? Да, ја ве слушам во најдобар ред. Вие мене не знам, кажете. Да, и ве слушаме, ние и ве гледаме вас. Така да, тоа е во ред. Важно е за гледачите, се разбира да ве гледаат. На самиот почеток, пред да почнеме, како е во Кавадарци денеска? Во Скопје малку е облачно некако, не е баш времето најубаво. Како е таму? Па делимично е. Сончево, делимично е облачно. Ја мислам дека ќе биде победро некаде попладне, кај 1 час ќе се разведри. Да, овде имаме многу сончеви денови, за сонце не страда. Да, вас и ви треба сонце за грозијето, мислам, така доколку не грешам. Така е. Битно е за тој регион. Господине Јовановиќ, сакам во овој разговор со вас да зборуваме повеќе за процесите, за големите процеси кои се поврзани со државата, со државноста, со решавање на проблемите, со суштината на тие процеси, а помалку за дневна политика ќе се обидеме така да разговараме. Последно што се случува е овој процес за решавање на статусот на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Некако, иако знаевме дека тоа барање до Цариградската патријаршија е упатено, веќе 2 години стоеше таму, па и председателот Пендаровски и премиерите, па не сум сигурен за Ковачевски, но претходно Заев се обраќа и тие до Цариградската патријаршија за тоа да се забрза, но сепак некако не изненади сега сето ова што се случи на брзина. Како вас ви личи ова? Дали ова е еден однапред договорен процес каде што точките, чекорите беа точно предвидени и подготвени и се одвива според некои фази? Па, знаете како, сега интерпретациите на решавањето на овој спор со автокефалноста, со црквата и со сето тоа е добра работа што се случи. Ја мислам дека дури не треба премногу да се става еуфорија на ова решение. Во секој случај е добра работа, бидејќи, како да ви кажам, раните се уште свежи. Ја мислам дека мирот, пријателството и канонското поврзување, оно што може да го протумачам, дека функционира на некој начин и во тој православен свет. Сега, факт е дека српскиот и македонскиот народ се два братски народи, кои во голема мера делат своје заедничко потекло, делат своја историја и делат своја вера. Единствена невралгична точка, апропо вашето прашање, беше помеѓу овие двата народа со црковниот спор. Од некаде 1967 година, колку што го разбирам спорот и колку што го читам и колку што имам информации, дека не се спори македонскиот идентитет од Српската православна црква, не се спори ниту националната еманципација на македонците, туку спорното на Српската православна црква и Македонската православна црква е на начинот на кој го ја преземале автокефалноста, односно како они на свој начин тој свој канон го произвеле. И тука се случува некој расцеп. Значи не се негира македонскиот идентитет, тоа повторувам, и не се негира македонската еманципација, туку се негира во црковниот свет таа нивна свој канонски правила и своји нивни закони. Тука било спорно сето ова. Од друга страна, немам никаков сомнеж, ради конфликтот денес со инвазијата на Русија во Украина, гледаме дека целиот свет почнува да употребува една реторика на мир и пријателство и сваќаме дека не е мирот работа во која ние сме умните и паметните и еманципираните, туку идејата е подобро е мир отколку да имаме страшна војна. Ситуацијата која што се случува во Украина сведочиме што значи тоа да се има војна која посредно или непосредно сите сме загрозени. И во таа смисла сакам да кажам
Многу е важно и во православниот свет, и во црковниот свет, и во политичкиот свет да се испраќаат добри и позитивни пораки. Единствена шанса на наше преживување и граѓанско, и човечко, и како нација, ако сакате, е само да се поттикнуваат добрите вибрации помеѓу луѓето и помеѓу народите, еве сега и со црквата, отколку да имаме реторика на раздор и она воена реторика која гледаме дека се е позасилена во нашето македонско општество и тука треба ужасно многу да внимаваме, бидејќи со таа реторика имаме шанси повторно да вратиме некои анахрони процеси назад во општеството. Односно, да завршам тука со една мала поента, ако сакате дури и религиска, значи самиот Христ повикува да се почитуваме меѓу нас и секогаш да ги штитиме и браниме послабите. Значи секогаш, а не да бидеме на страната на оние кои што се тирани и оние кои што се агресори. Тоа е суштествената, дури и граѓанска, ако сакате, еманципација на македонецот, обединет во Христа. Да, господине Јовановиќ, кога зборуваме за решавањето на црковното прашање, тоа е само уште еден сегмент на сложувалката наречена Македонија или македонските комплексни односи со соседите, па така го имаме Преспанскиот договор за кој се тврди дека го затворил проблемот со Грција, дека го решил тој проблем. Го имаше подпишувањето на договорот со Бугарија кој требаше исто така да почне некој процес кој би значил затварање на македонско-бугарскиот спор, но очигледно не го направи таму. Таму имаме едно, да речеме, потврлување. И сега ова што се случува со Македонската православна црква, кој е процес кој барем за сега наликува дека ќе биде успешен процес, ќе го видиме крајниот епилог. Сега мене ми е друго прашањето. Малку да се воздигнеме од тие настани сами по себе, да ја видиме големата слика. Мислите ли дека во овие 5-6 години има некаков организиран обид однатре од земјата, но и од надвор, да се затворат сите прашања на Македонија со соседите и дека тие процеси воопшто не се случајни? Се разбира дека не се случајни тие процеси, ние не треба да заборавиме дека после падот на Берлинскиот зид, Македонија во целина, како држава, како конститут, е посткомунистичка земја, односно постконфликтна земја. Не може исто така да го избегнеме фактот дека 90-тите години на овие простори, балкански простори, во еуфемизам наречени регион, се случува војни и се случува дури геноциди, се случува и раселувања. Од таа позиција западните сили, западниот свет цело време не ставаат на некаква трака, како да речеме тој берлинскиот процес што бевме, еве сега и отворениот Балкан, на reconciliation, на помирување. Значи, единствена доминантна политика која е општествено релевантна и која и во иднина ќе биде релевантна, е политичките сили да може да се помируваат во себе, да функционира владењето на право и да можеме непречено да се движиме во овој отворен Балкан. Значи, ако ја видиме широката слика, ќе видиме дека Соединетите американски држави, вклучително и Европската Унија, се обидуваат Балканскиот полуостров да го помируваат или да го пацифизираат. Сега знаете, како што е во политиката имате војна помеѓу злото и доброто, така и во самата човечка единка. И човекот сака да биде подобар од она што е, но има луѓе кои што сакаат да бидат полоши од она што се. И во тие две дихотомии ние мислам дека сме вклучени во тој клинч, борба помеѓу баш онака филмски, холивудски борба помеѓу доброто и борба помеѓу злото. Сега, тоа е иманентна борба за сите времиња и за сите истории и мислам дека и се враќам на твоето прашање да ја видиме големата слика, значи единствена доминантна политика која и Западот ја очекува од нас е само тоа, reconciliation, помирување, владење на право и
антидискриминација. Значи, секој човек што живее на Балканот не смее да биде дискриминиран во ниедно од овој регион, без разлика дали е албанец, дали е турчин, дали е бошњак. Значи, се обидуваме да се помируваме само за да не ни се случи тоа што ни се случи во 90-тите години, а гледаме дека повторно се враќам и на првото прашање како со црквата, така и сега, дека силите на конфликти во општеството, реториките на одредени политички структури го јакнат тој бран на поделби и на кавги, како дома, така и надвор. Тоа мислам дека е иманентна борба на секој човек во оваа земја да го детектира злото и да се обиде да му се спротистави во некоја граѓанска и човечка смисла, бидејќи ви велам, секогаш доброто ќе биде, условно речено доброто, ќе биде загрозено од злото. И тоа е нашата борба. Добро, во однос на МПЦ, уште еднаш да се навратам на тоа, можеме да го гледаме сега и малку дневно политички, а гледањето на тој начин е дека има и некои тези за тоа, дека тајмингот што токму сега се случи тој процес со признавањето на Македонската православна црква не е случаен баш поради неуспехот да се повторно да се почнат преговорите со Европската Унија. Не знаеме како ќе заврши тој процес, гледаме дека во соседна Бугарија има огромни турбуленции, дека владата на Петков е на стаклени нозе и сето тоа е поради Македонија. Ќе видиме што ќе се случи сега наскоро на самитот во Брисел, но сепак дали мислите дека можеби ова е на некој начин утешна награда за Македонија, признавањето на МПЦ, бидејќи на некој начин да се добие некаква победа за државата, бидејќи повторно доколку повторно не се успее да се избоксува почеток на преговорите со ЕУ. Драг мој Сеат, ќе ми простиш, предпоставувам дека 50% ќе ми се прости, 50% не. Секое помирување, без разлика дали се работи за дневна политика која живот значи и решавање на религијски спор на православниот свет, мислам дека не смее никој да биде против било каков договор и не верувам дека решавањето на СПЦ и МПЦ е некаква утешителна награда за тоа дека не сме го решиле и договорот од Бугарија за мир и за пријателство. Ја мислам дека треба да се поздрави решението помеѓу двете цркви и да се продолжи напред. А тоа зошто ние не можеме да го решиме спорот со бугарите, ја мислам дека корените на тој проблем се во бугарските елити. Мислам, видете, јас сум силно напаѓан за тоа што последниве 2 години повикував на мир и пријателство баш да не отвараме кинески ӡидови со бугарската нација. Бев ужасно напаѓан исто така кога повикував на мир и пријателство, а сите ме напаѓаа дека сум бил мек или дека сум бил попуслив. Не, напротив, ја мислам дека човек кој што е јак, секогаш повикува на пријателство и на мир, а само слабаци повикуваат на конфликти, поготово меѓу држави. Проблемот во бугарското општество е што тамо ситуацијата е многу, како да речам, националистички затруена, и ова ќе го кажам без задршка, бидејќи неколку пати сум го повторил, а можеби 100 пати сум го напишал, дека национализмот секогаш за да внатре во земјата да се мобилизира, он наоѓа во соседот непријател. Ние на бугарите не може да им бидеме непријатели. Ние мораме во име на Европската Унија, на таа идеја на Европската Унија, да се помируваме и да ги решаваме сите спорни прашања, бидејќи и двете земји, Бугарија има уште по-контраверзно минато од нашето, но и ние имаме контраверзно минато. И сега на таа скала измеѓу контраверзното минато на бугарите, ние мора да го решаваме спорот. Утре било која влада што ќе дојде, некоја комична влада што ќе дојде и повторно
која ќе не хендла за мир и за пријателство, и она мора да влезе во коштец да ги решаваме проблемите. Бидејќи не заборавајте, ние можеме сега интимно да збориме како не ни се паднаа бугарите да бидат како Ципрас и со грчкиот проблем. Но видете, вие не може да ги бирате соседите и не може да ги бирате ниту нивните мината, кои што се поприлично контраверзни од Втората светска војна. И сега ви велам, дајте ми друга алтернатива која еве ќе го замениме договорот за пријателство и за мир и ќе се обидеме да го решиме спорот како. Со кавги не може да го решиме, никој нема да ни дозволи и уште се прашувам дали можеби руските елити предизвикуваат со некои руски влијанија да има конфликт во земјава. Тоа само го зборувам без при тоа да имам јасни факти околу ова, али напипувам дека расколот во македонското општество функционира само за да не се дојде до договор. Имаме ВМРО-ски конзервативни струи во Бугарија, кои што цело време не провоцираат и неќат да се реши договорот со нас, и имаме и домашни конзервативни ВМРО-вци кои цело време играат на таа агресија и на таа одвратна реторика само за да не се реши спорот. Јас ова го чувствувам, реториките ги читам и гледам дека друг подкопувач на да ствараме кинески ѕидови со бугарите нема освен двете струи тука кај нас дома и струјата што е во Бугарија. Има, господине Јовановиќ, тоа го кажа и бугарскиот премиер Петков, нашите власти го немаат кажано, но тој го кажа дека да, има руски агенти, така отприлика рече, кои работат против склучување на договор со Македонија, работат против тоа, или руски структури, не знам како се изјасни точно тогаш Петков, но има две тези за ова што се случува со Бугарија. Една е таа, ајде условно да ја наречеме руска линија, каде што се претпоставува дека Москва работи на она за што отворено се залага. Таа се залага против проширување на НАТО, против официјално не е против проширување на Европската Унија, но тезите се дека активно работи на тоа и таа е едната линија. Но другата е онаа поврзана со Европската Унија, каде што се вели дека Европската Унија едноставно не сака проширување. Тоа има јавното мислење во неколку големи европски земји, како што е Франција, например, Данска, Холандија, е особено изразено и силно. Па првиот пат нас не блокираше Макрон, не блокираше Бугарија. И таа теза вели дека тие европски сили всушност ја користат Бугарија како алатка, користејќи го примитивниот бугарски национализам и за остварување на своји цели. Сега, тие се две доминантни тези. Што ќе кажете за тие две тези? Значи, едната е оваа што и вие ја спомнавте, руската, но друга е и европската. Добро. Факт е дека, ај прво да тргнеме од нашето македонско општество. Значи, факт е дека ние ги подгревавме малку очекувањата со Европската Унија, па ни се случи Макроновото не во 2019 година, па повторно после се обидувавме да ја хендламе таа ситуација со нов. Господине Јовановиќ, само една мала дигресија. Ние не ги подгревавме очекувањата, ние подпишавме преспански договор во кој Европската Унија ни вети дека ќе почнеме преговори. Значи, мислам дека имавме многу јасна ситуација. Не, ама видете, значи ние не го решивме само тоа, ние имаме и втор проблем, што мора да го решиме и со Бугарија. Значи, еден дел од паричката е преспанскиот договор. Пошто изричито беше кажано, за да почнете преговори со Европската Унија, вие мора да ги решите двата билатерални спорови. Значи, прво да докажете на Европската Унија дека имате капацитет да ги решите двата спора, значи преспа го решивме, останува спорот со Бугарија и тогаш почнуваме со преговорите. Не мислам дека тука не сте апсолутно во право. Спорот со Бугарија воопшто не беше спомнат
за време на решавањето на преспанското прашање на ниеден начин. Самите бугари го на некој начин дава некакви назнаки, но од страна на Европската унија воопшто тоа не беше спомнувано како прашање. Значи, вие сега ме прашувате, јас вас ви одговарам. За да почнат преговорите, ние мора да ги решиме билатералните спорови со соседите. И тоа сум го зборувал милион пати. И гледаме дека реалноста ја потврдува мојата теза. Добро, значи, но видите, дојде во Скопје дојде Ангела Меркел и рече, ако го потпишете преспанскиот договор, ќе почнете преговори со Европската унија. Францускиот председател Макрон се обрати преку видео порака, значи тука не смееме да релативизираме баш така. Многу јасни им беа пораките, дури и нивните, еве сега германски медиуми велат, Дојче Веле имаше надпис сега при посетата на Шолц, вели нешто како, сега карикирам, џабе доаѓа Шолц, не му веруваат веќе во Скопје. Не, ситуациите се сложени. Значи, може да каже Ангела Меркел, може да ја промени изјавата. Во 2019 година јас напишав текст што сака Европа. И во тој текст изричито беше кажано, тоа го објаснував Макроновото не во 2019 година. Па на крај не знам кој беше важен европски председавач со Европската унија, кој рече дека Макрон кога рекол не на Северна Македонија и на Албанија, он повеќе се обраќал на лепеновите гласачи, кои и француското општество се опира да од проширување, значи и лепеновите гласачи и гласачите на Макрон изричито се против проширување на Европската унија. Значи нема потреба да дојде силен лидер и да ни кажува како треба или кои се тенденциите во Европа. Доволно е само да се исчитаат некои детали и ситуацијата, барем што се однесува до мене, ми е кристално чиста и јасна. Значи, официјалните лица во нашава земја, кога доаѓаат, они се разбира, некогаш се протоколарни, некогаш имаат едни изјави, па по 2 недели ги менуваат во зависност од нивните политички сфери и влијанија, но сепак генерално општиот впечаток е дека во самата Европска унија јакне тој евроскептицизам, што мене ми кажува дека и во Европската унија имате десни политички елити кои што се доминантно националистички и кои што ги блокираат земјите од Западниот Балкан за да немаат некаква релативно просперитетна иднина. Тука пред се мислам на Бугарија, потоа мислам на Орбан, кој е едно европско дете размазано, а се предизвикува конфликти, е близок пријател со Путин. Значи, низ овој идеолошки оквир, јас само се обидувам да ви објаснам дека и во самата Европска унија има десни сили антиевропски, а се во Европа, кои што не се откажуваат од европските пари, а го шират тој непријателски дух во самата Европа, само за да нема мир и за да нема пријателство и за да нема некој благодет во нашите културни простори и политички во кои живееме. Значи, повторно се враќаме и на второто прашање, кој е измеѓу злото и доброто. Нели, ми рековте и на почеток да се обидеме суштината да ја исцицаме. Суштината е таа, јакне десницата во Европа, а Европа самата како земја која е створена на мир и пријателство, се колеба во тоа проширување, и колебајќи се во тоа проширување, сегашна алтернатива од непроширување нас ни го дадоа во регионот Отворен Балкан. Да, ќе зборуваме за Отворен Балкан, уште едно ова за Бугарија. Добро, значи на некој начин вие се согласувате со тие тези дека тие се повеќе димензионални сили кои работат против тоа Македонија да ги почне преговорите. Значи, тие се асиметрични, не е само Бугарија, имаме и европски сили овие кои ги опишувате, ја имаме и Русија, руските интереси и така натаму. Мене ми е интересно сега ова што се случува.
значи, на дневна база, како што се приближува можноста за почеток на преговори со Унијата со Бугарија за некакво решение. Одеднаш се случи палењето на штабот во Битола, иако тој штаб постои веќе подолг период, значи не беше запален веднаш од кога е направен, тој постои веќе 2-3 години, по тоа име Ванчо Михајлов. Сега само уште еден дел се отвори при него, нели? Се запали сега пред посетата на Генчовска на Скопје, па сега во Бугарија пратеници го напуштија мнозинството, излезе има таков народ, па му извадија секс скандал на премиерот Петков. Како некоја силна, невидлива сила навистина да не дава да се дојде до решение? Имате ли таков впечаток? Имам впечаток. Ви велам, кога ги анализирам луѓето во политика, политичарите, политичките партии, само го гледам нивното делување. Сега, до вчера, додека им беше пресветлиот премиер Груевски власт и живот и смрт во оваа земја, Ванчо Михајлов беше ставен на пиедестал како важна ВМРО-вска икона. Денеска го плукаат бидејќи контекстот се смени. Ете тоа несреќно дете Ламбе го ја запали вратата во културниот, така да речениот културен центар во Битола. Знаете што? Се што се коси со кривичен законник е вандалски чин. Јас, колку и да не се слагам со начинот на кој е направен тој бугарски културен центар, тој е културен центар веќе направен. Бесот да го изразуваш на начин што ќе се коси со кривичниот законник, затоа што си ти ете така некое безсовесно битие и своите фрустрации ги исполнуваш надвор, денеска палиш, утре можеш, не знам, некому главата да му ја скршиш затоа што си страшно изфрустриран од бугарите, тоа мене ми објаснува едно поведение кое е поприлично малумно, ќе ми простите на зборот. Јас колку и да сум фрустриран, јас имам и одговорност кон оваа заедница. Јас сега што зборувам тука, јас не зборувам со вас за да ме слушне граѓанството и да каже дека овај ненат е страшно паметен или овај ненат е страшно будала, туку јас имам одговорност кон заедницата во која живеам на најфер и најчовечки начин да ги опишам низ мојот ракурс собитијата кои што се случуваат во мојата заедница во кој живеат моите луѓе. Значи јас ова не го правам за кариера и ова не го правам дека сакам да излегувам на медиум. Јас имам одговорност. Така и господинот Ламбе има одговорност. Начинот на кој се изразува револт и тоа го пишува и во устави и во закони. Како ти фрустриран изразуваш револт за некој проблем. Никаде не пишува, тука ќе завршам, дека вие имате право да палите. Добро, знаете, не ми беше цел искрено да го анализираме самиот настан на палењето на културниот центар или на тоа со Ламбе Лабаковски, но еве сакав да ги видиме процесите пошироко, кој што ве прашав, но еве вие го начнавте само уште ова. Гледаме дека на барем јас колку што можам да приметам на социјалните мрежи, дека најголем дел од луѓето го одобруваат тоа, значи сосема различно од ова вие што го зборувате, дека тој е, како што кажавте, дека тоа е малоумен чин или не знам, велат дека тоа е легитимен чин на отпор кон нешто што ти го сметаш за фашизам во твојата земја, дека тоа е безмалку граѓанска должност да се направи. Па го споредуваат со партизаните, со гемеджиите, со комитите, кои секогаш имало тука закон, они го кршеле законот, исто така. Знаете што? За мене насилство е насилство. И јас не сум ни така образован, а не сум ни така воспитан да го прифаќам херојскиот чин така што вие ќе појдете и ќе запалите нешто. Значи, јас
во тој свет не учествува. И јас тоа не сум. Има во оваа земја како се протестира и како се изразува револта. И тоа што ВМРО, ДПМН ги арбитрира и инструира своите луѓе да го представуваат Ламбе како херој, за потоа тоа кутро дете да биде инструмент за на 18 јуни, за да биде мобилизаторска патерица или штака на ВМРО, тоа повеќе говори не за Ламбе, него за самиот лидершип на ВМРО. Знаете, во оваа земја треба да се престане на таков начин да се арбитрира. Значи, вие ги инструирате луѓето, му ја упропастувате дури и пеачката и таа некоја поп забавна кариера на Ламбе за да го глорификувате како херој. Па мислам, најдобро за да биде херој на оваа нација е да напише некоја добра песна или да извади некој добар албум. Тоа би требало да се нашите херои, а не преку насилнички чин да ја глорификуваме, види што му направивте на бугарите. И од тоа цел, и од кој е бенефитот од тоа, само се закрвуваме меѓу себе и повторно ништо не може да решиме. Да, добро, можеме ли повторно да се вратиме на ова, на првичното прашање, тоа е сето ова што се случи, гледаме дека владата на Петков во Бугарија пред паѓање, буквално вчера има некои турбуленции тамо, пратеници од Има таков народ му се приклучуваат, ќе видиме дали ќе успее да формира мнозинство. Министерката за надворешни Генчовска поднесе оставка токму поради Македонија. Сето тоа пред можно подигање на ветото од страна на Бугарија, ќе видиме дали ќе биде, се разбира, но некако тоа се навестува. Како, повторно ќе кажам, некако одеднаш се случи, само што дојдовме блиску до некакво решение, до можно помрднување од мртва точка, одеднаш во Бугарија хаос, цела бура се случи. Па и тука во земјава. Очигледно е дека тие структури за кои зборуваме не се мирни, не сакаат да дојде до решение. Па, видите сега, ние не сме изолиран случај. Значи, најголемиот проблем денеска, светски проблем во кој сите сме во апсолутна турбуленција и светот перманентно е полуден, е дополнително конфликтот меѓу Русија и Украина. Значи, гледате дека се повикува дека ќе имаме тешка зима, дека ќе имаме недостаток на енергенти, гледате и сами дека цените растат во плафон, владата повикуваше дека повторно ќе ги активираат антикризните мерки, кои што овие претходните завршија, па опозицијата повторно најавува дека ќе ги блокира новите антикризни мерки. И сега, како да ви кажам, едни се обидуваат да ја неутрализираат штетата и да ги решаваат проблемите внатре, реални, човечки, а другите провоцираат, кочат и блокираат само за да ги добијат фамозните предвремени парламентарни избори. И се поставува логично прашање, еве пријатели, ќе дојдете, мислам нема да дојдат, изричито е кажано дека до 2024 нема да има предвремени избори, но прашањето ми е и кога ќе дојдат на власт, што конфликтот помеѓу Украина и Русија нема да заврши брзо. Факт е дека некаков унилатерален нов поредок или трилатерален поредок пред нашиве очи поминува, некои поредоци ќе се променуваат, некои пазари ќе се менуваат, имаме конфликт во Европската Унија, значи сакам да кажам, имаме една апсолутно хаотична состојба и некој дополнително и дома и во соседите ја подгрева таа ситуација, не ми дава за право, односно ми дава за право да помислам дека има шанси да ги детектирам актерите кои што повикуваат на таа омраза и конечно се прашувам што ќе биде ако Мицкоски дојде на власт, кој ќе ги решава овие наталожени проблеми, кој ќе оформува стабилна влада, гледаме што све се случува во светот. Сакам да кажам, за 3-4 политички кариери, нас повторно опозицијата, да, баш опозицијата,
не киднапира, бидејќи гледаме владата што прави, се обидува да решава кризи, така како што знае и така како што умее, и онолку како што е капацитетна, решава проблеми на конкретни луѓе и се обидуваме да излечеме ден по ден. А ако вие мислите дека со конфликти, со палења и со повикувања на смрт, на разни воени реторики, нешто добро ќе донесе на земјава, повторно ќе се вратиме на почеток на нашиот разговор, само да треба да се вратиме 90-ти години и да видиме што све и на кој начин се повикуваше со таа некоја воена реторика и ќе се види многу јасно кој е добриот, кој е лошиот. Да, добро. И за на крај уште едно прашање поврзано со регионот, го спомнавме пред малку отворен Балкан. Се чини дека ова што се случи со Бугарија, бугарската блокада, значи ги влоши македонско-бугарските односи, тие се сведени на некаков минимум, ми се чини историски и тешко е дека во догледно време ќе се поправат што и да се случи, се кажа многу тешки зборови, а знаеме дека зборовите многу тежат, тие остануваат. Од друга страна, ова што го зборувавме за МПЦ, се реши црковниот проблем со Србија на некој начин, веќе доколку ова заврши овој процес, Македонија и Србија нема да имаат буквално ниту едно отворено прашање, ниту територијално, ниту етничко, ниту верско, значи сите прашања ќе бидат затворени. Тука и отворениот Балкан во кој очигледно е дека Србија заедно со Албанија се доминантни земји, се чини дека во тие процеси некако како земјава целосно да ги затвори шансите за некакво проширување на соработката со Бугарија, а веќе со овој процес со отворен Балкан и со затварањето на прашањето се турка во една многу поблиска соработка со Србија. Па не само со Србија, знаете, малку еден бриф за вашите гледачи. Јас бев минатата недела во Охрид и го проследив од лице место самитот Open Balkan Summit во хотелот Метропол. Ги слушнав лидерите Рама, Вучич, нашиот премиер Ковачевски и Телегија од Босна. Добрата работа на самитот е што сите земји се вклучени на рамноправна основа и дека минатото нема да биде посилно од сегашноста и иднината. Тоа беше клучната идејна, како да речам, платформа. На конкретен пример, тоа би значило дека Србија и Босна и Херцеговина ќе мора во некоја смисла да го признаат Косово и да воспостават добрососедски односи со секоја друга држава во регионот. Паралелно треба да тече потполно јасен процес на соочување со минатото, а воените злосторници од минатото не смеат да имаат никаква поддршка од властите. Тоа е првата идејна и почетна точка. Другиот проблем, преку проблем да се дојде до решение, е што земјите во регионот мора да воспостават, како да речам се, под наводници, апсолутно владење на право. Значи и ефикасна примена на законите, еднаквост пред законот и се што е потребно, само како би се задоволиле меѓународните стандарди за заштита на човековите права. Без овие работи не само што немаше да постои ни големиот Шенген, а немаше ли да постои онаква Европската Унија како што ја знаеме. И сега во таа смисла, да дадам еден конкретен пример, човек што живее во Скопје може да добие работа во Тирана и Приштина и не само што ќе добие работа во Тирана и Приштина, туку тој мора од властите да добие гаранција дека тамо ќе биде еднакво третиран и ќе му бидат уважени во корпусот сите човекови права и нема да подлегнува на никаква дискриминација од тамошното локално население. Значи, идејата на Отворен Балкан е да се прифатиме во нашата различност и етничка, и религијска, и човечка, и политичка и да се обидеме да влечеме напред. А јас верувам дека во Европската Унија за брзо време работите ќе се променат, баш версус визави конфликтот со Русија и мислам дека од една ваква криза и Европската Унија ќе излезе појака и посилна и мислам дека дури и за нас во отворениот Балкан, а мислам и за нашата земја, дека имаме шанси за
периодот кој ни следи и да го откочиме ветото со Бугарија и да тргнеме кон Европската Унија онака како што заслужуваме и како што сме капацитетни, бидејќи за нас на овој регион, вклучително Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и сите овие земји кои не се дел од Европската Унија, а се во така наречениот Западен Балкан или регион, друга алтернатива освен Европа немам. Да, добро, господине Јовановиќ, ви благодарам за ова интервју, за Студио 10. Ви благодарам на поканата. Ова беше Ненад Јовановиќ, политички аналитичар, зборувавме за процесите. Сега одиме со една кратка пауза за реклами, потоа продолжуваме со Ана Денковиќ, граѓанска иницијатива од Куманово Сакам да дишам. Денеска во Куманово ќе има протест, со неја ќе разговараме зошто ќе протестираат кумановци, што сакаат, што бараат, зошто е загаден воздухот. Останете со нас.